Скапа струја сиромашен народ, живот на вересија, мафија на робија, народот трпи за леп. Со вакви извици и пароли, илјадници граѓани го кренаа својот глас против поскапувањето на струјата и побараа оставка од првиот човек на регулаторната комисија. Опозицијата излезе со револтираните на улица. Мирниот протестен марш почна пред Министерството за правда, а заврши пред регулаторната комисија, телото кое ја донесе непопуларната одлука за поскапување на струјата за речиси 7,5%. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски порача дека е недозволиво да се бранат мафијата, огромните провизии и партиските вработувања, а да се брсне во џебот на осиромашениот народ. Рече, кога неправдата станува закон, пркосот и отпорот мора да бидат обврска. Ги повика сите масовно да им се приклучат на протестите против, како што ја нарече владата, мафијата од Илинденска. Заборавија на дебелите провизии за агенциите партиски за обезбедување од Струмица. Ама едно не заборавија. Сето тоа да го платат со парите на народот. Па доста му е на овој народ и затоа овој народ од денеска почнува правдата да ја бара овде на улиците. Нема веќе по домовите да седиме. Излегуваме на улица. Мицкоски излезе со 3 барања: враќање на старата цена на струјата преку намалување на тарифата на универзалниот снабдувач, професионализација на регулаторната комисија со непартиски кадри, како и викенд без ДДВ во септември, како што владата вети пред изборите. На следната владина седница, наместо да рушите тоа што диво го изградивте, наместо да делите мандатни писма, донесете одлука која што ќе биде за интересите на овој народ. Викенд без ДДВ, тоа го ветивте пред изборите и тоа мора да го испорачате. 18% помали цени преку викенд за граѓаните во Република Македонија. Мицкоски порача дека протестите ќе продолжат се додека не ја симнат, како што ја нарече, мафијата која дошла на власт преку подкупени избори. Од ВМРО ДПМН најавија дека ќе организираат серија тематски протести. За сега, освен првиот против поскапувањето на струјата, не се знае за кои проблеми ќе излезат нареден пат на улица. Тие секојдневно алармираат за коруптивни скандали, наместени тендери, лоши економски политики и погрешно справување со последиците од пандемијата.